Денеска православната црква ги празнува успението на света Ана, светата Олимпијада Ѓакониса и преподобната Евпраксија Девица. Света Ана, мајка на Пресвета Богородица. Денес се празнува нејзиното успение, но нејзиниот главен празник е на 9 септември, под која дата е напишана и нејзината служба и нејзиното житие. Ана била од коленото на Леви, ќерка на Матан свештеникот. По долгиот и богоугоден живот се упокоила во длабока старост. Светата Олимпијада. Родена е во Цариград од многу познати родители. Нејзиниот татко Аниси Секунд бил сенатор, а мајка й била ќерка на славниот големец Евлавиј, кој што се споменува во житието на светиот Никола Чудотворец. Кога пораснала Олимпијада, била свршена за некој големец, кој умрел пред венчавањето на оваа чесна девица. Залудно и царот и останатите роднини ја убедувале Олимпијада да се омажи за друг, но таа не сакала никако, туку се предала на богоугоден живот, правејки од наследениот имот големи жртви за црквите и милостини за бедните. Служела при храмот како ѓакониса, прво за време на патриархот Нектари, а по неговата смрт во времето на светиот Јован Златоуст. Кога Златоустиот отишол во прогонство, тој ја советувал Олимпијада да остане при храмот како и порано да служи на црквата, било кој да биде патриарх после него. Но веднаш по изгонувањето на овој светител, некој ја запалил големата црква. Пожарот зафатил многу познати градби во престолнината. Непријателите на Златоустиот ја обвиниле оваа света жена за злонамерно палење. Олимпијада била прогонета од Цариград во Никомидија, каде што се упокоила во 410 година, оставајќи аманет нејзиното тело да й се стави во сандак и да се фрли во морето, па каде водата ќе го исфрли, таму и да се погреба. Сандакот бил исфрлен во морето Врохти, каде што имало црква на апостолот Тома. Големи целибни чуда се пројавиле низ вековите од нејзините мошти. Изгонетиот Златоуст и пишувал на Олимпијада прекрасни писма, кои денес можат да им послужат како голема утеха на сите оние кои страдаат заради правдата Божја. Помеѓу останатото, Златоуст и пишувал на Олимпијада: сега сум многу радосен, не само поради тоа што ти се избави од болеста, туку уште повеќе поради тоа што така благородно ги поднесуваш сите неволји, нарекувајќи ги трошки, што и е својствено на душата, што е полна со сила и е изобилна во плодовите на машкоста. Оти тоа што ти не само благородно ја поднесуваш несреќата, туку дури и не ја забележуваш кога таа ќе најде. И тоа без напор, без труд и неспокојство, дури и не соопштувајќи им ја на другите, но ликувајќи и торжествувајќи, и тоа служи како доказ на најголема мудрост. До нас стасале 17 Златоустови писма до Олимпијада. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Преподобната Евпраксија Девица била ќерка на цариградскиот големец Антигон и роднина на царот Теодосиј Велики. Со својата мајка, која била млада вдовица, се преселиле во Мисир, Египет и таму ги посетувале манастирите, давајки прилози и молејки се на Бога. 7-годишната Евпраксија по своја огнена желба се замонашила во еден женски манастир. Како што растела, така се потешки подвизи на себе си наложувала. Еднаш постела 40 дена. Се упокоила во 413-та во својата 30-та година. Имала голема благодат Божја и исцелувала најтешки болести. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци.
Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.